Добре дојавте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Полицијата фати 7 пијани малолетници. Бизнес стартап центарот не е затворен, туку се реорганизира. Битолчани почнаа да се греат. Денеска ниско загадување во Битола. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на нафтените деривати, кои ќе важат од ноќеска на полноќ по следните 2 недели. Според одлуката на регулаторите, направена врз основа на пресметката на цената на нафтата на светскиот пазар и курсот на доларот, во следните 2 недели цените на бензините остануваат на исто ниво. Така Евросупер БС 95 и во следните 2 недели ќе се продава за 77 денари за литар, а Евросупер БС 98 за 78,5 денари за литар. Единствено се намалува цената на евродизелот и екстра лесното масло за домаќинство, и тоа за 1 денар. Дизелот сега ќе се продава по цена од 64,5 денари за литар, а маслото за домаќинство ќе чини 53,5 денари за литар. Мазутот поевтинува за 0,091 денар за килограм и ќе се продава за 38,752 денари за килограм. Со заладувањето на времето се стравува дека ќе се зголеми загадувањето. Вообичаено е така заради начинот на кој се греат повеќето битолчани. Затоа подолу во вестите, а пред тоа за квалитетот на воздухот денеска, барем според мерната станица 1. Таа покажува дека денеска имаме ниско загадување. Весна Шеровска. Во Битола денеска во 10 часот, според податоците од Министерството за животна средина, каде информациите за квалитетот на амбиенталниот воздух се достапни за граѓаните, стои дека дишиме чист воздух. Според останатите податоци, во 10 часот утринава, високо ниво на загадување имало само во Тетово, а средно загадување на воздухот во Кочани и Кавадарци, и тоа кај PM10 честичките. Битола 1 и Битола 2 се двете мерни станици во градот, каде оваа страна покажува дека Битола 2 се уште не е во функција, додека Битола 1 мери само јаглерод моноксид, PM10 и сулфур диоксид, кои денеска покажуваат ниско ниво на загадување на воздухот. Ова се податоци за измерените концентрации на 6 загадувачки супстанции од 17 мониторинг места кои се прибираат на секој час. Воедно овој портал обезбедува информации за јавноста во реално време за надминувањата на граничните вредности за квалитетот на воздухот. Таму е покажано дека Битола 1 последно надминување измерила на 3 октомври, кога дури за 99 била поголема загаденоста од дозволените 35. Она што подолго време е предмет на јавна критика е зошто мерните станици во Битола не мерат концентрации на 6 наведени супстанции и зошто Битола 2 се уште не е во функција. Сега за грејната сезона. Официјално стартува за 10 дена, а секој во зависност од тоа дали е зимурлив или не, почнаа да се греат или не. Дрвата се најчестата варијанта за грејење. Потврда за тоа се и доставите на огревно дрво и во недела, дури и во вечерните часови. Оливера Михајловска. Денеска времето во цела земја е облачно и студено со максимални дневни температури од 14 до 17 целзиусови степени, од 11 до 14 во Битола. Битолчани 10 дена пред почетокот на грејната сезона веќе бараат алтернатива за затоплување на домовите. Денешниот студ ги натера да ги пуштат печките климите, некоја грелка, дури и печките на дрва. Немаме почнато. Да. Да, секако. Почнав. Ладно е, значи. Не е ладно, многу уште се издржува. Изборот на грејење зависи од условите. Дрво. Имате ли други алтернативи? Не, само тоа е. Само ние јас сум на парно. Немаме парно, во Грозо живееме, имаме свој стан, али парното, пошто многу скапо беше, 2 години е откажано, нема никакво грејење и не знае кој како ќе се грее. На електрична енергија се грееме се уште. Со електрична струја и клима. Со парно. Нашиот крај најчесто го избира дрвото како огрев за време на студ и годинава. Буката достигна цена од 2134 денари за метар кубен, а дабот 2450. Вела дека така им е поевтино, додека оние кои се греат на струја плаќаат повисоки сметки, но немале можност да се греат поинаку. Како да се подобри квалитетот на воздухот? Това беше анкетното прашање поставено на нашиот веб портал во текот на изминатата недела. Резултатите велат, дури 53% сметаат дека со струги еколошки мерки, 28% со повисоки казни за загадувачите, 14% редуцирање на сообраќајот во центарот на градот
и само 5% со поголемо користење на јавниот превоз. А во врска со ова анкета, наш гледач ни напиша дека единственото решение е централно грејење поврзано со рек Битола, затоа што најголемото загадување е за време на грејната сезона, а грејењето во Битола во најголем процент е на дрва и на мазут. Толку за грејењето и воздухот. Еве што друго ќе гледате во продолжението на Актуел. Продолжува со работката на новаци со Алпомија. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел свето денес, ритамот на градот, спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Полицијата прекинала забава на малолетници. Од повеќето кои биле затекнати во објектот, дури 7 на малолетници биле пијани. Овде работа имале и лекарите од клиниката во Битола и напоменување дека фотографиите во следниот прилог се архива и служат само за илустрација. Викендов обезбедувањето на клиничка пријавило в полиција дека е примен алкохолизиран малолетник, пошто битолската полиција излегла на терен, односно во објект во центарот на Битола. Руинираната куќа во стара битолска архитектура пред влезот на хотелот Епинал наспроти Центарот за култура околу 1 часот после полноќ фатила 7 пијани малолетници кои славеле роден ден. По полициската контрола, бидејќи се работи за малолетни лица, истите заедно со своите родители биле повикани на разговор во полициска станица. Според кривичниот законник на Република Македонија, алкохол не смее да се точи до 10 часот наутро и на алкохолизирани малолетни лица. Во случајов, дури 7 малолетници биле во алкохолизирана состојба, што укажува дека казни ќе има заради констатирано кривично дело точење алкохол на малолетни и пијани лица, како и прекршок овозможување присуство на малолетни лица по 24 часот. Бизнис стартап центарот од Битола не бил затворен, туку се реорганизира. Вака за Тера објаснува директорката на центарот Розита Талевска, која писмено од странство ни објасни за што станува збор, демантирајќи ги гласините дека на центарот му ставиле клуч. Маја Богоевска. Бизнис стартап центарот работи и не се точни информациите дека е под клуч. Годинава фокусот е постигнување на одржливост на организацијата. Одржливоста сама по себе носи промени, а промените носат предизвици. Како и неголемите брендови во светот, така и БСЦ се развива, трансформира, ребрендира и ова е најголемиот предизвик не само за нас, туку и за било која организација која работи на база на проекти. Вели за Тера Розита Талевска, директор на БСЦ. Вака таа ги демантира шпекулациите дека е ставен катанец на овој центар. Во писмениот одговор, заради нејзиното патување во странство, вели дека од мај наваму им е даден простор да се регрупираат како организација за подобро да се подготват за престојната одржливост која следи со завршувањето на проектот, кој требаше да заврши уште на крајот на 2013 година, но беше продолжен до крајот на оваа година. Според неа, проектот не бил суспендиран од страна на УСАИД, а за ревизијата вели дека е составен дел од работењето на организации и од нивни профил. Категорична е дека неправилности не постојат. Постојат само препораки за поефикасно и ефективно работење по меѓународни стандарди. Кон ова и фактот дека Бизнис стартап центарот успешно поддржа над 200 компании во минатото преку различни услуги и ќе продолжи со поддршка на компаниите преку нов пакет услуги, вели Талевска. Грк на Меджитлија фатен со 500 штеки цигари. Со бугарско БМВ криумчарел Монте Карло Блу со македонски акцизни маркички. Оливера Михајловска. Царинските службеници од граничниот премин Меджитлија спречија обид за нелегално изнесување на цигари, при што привремено задржаа 499 штеки цигари во вредност од околу 275.000 денари, додека на граничниот премин Богородица во два одвоени случаи биле задржани 55.000 евра во чекови и една златна нараквица составена од 24 златни турски лири со процената вредност од околу 106.000 денари. Инаку на 5 овој месец во пладневните часови за излез од државата на
граничниот премин Меджитлија се пријавило патничко возило марка BMW со бугарски регистарски таблички управувано од грчки државјанин, кој на прашањето на царинскиот службеник изјавил дека нема што да пријави за царинската контрола. Поради сомневање во изјавата на возачот, и поради тоа што возилото било со целосно затемнети стакла, царинските службеници го селектирале за детален преглед. Возачот со кратко отварање и брзо затварање на вратата од багажникот се обидел да го избегне прегледот, но на инсистирање на царинските службеници повторно го отворил багажникот и задните врати на возилото, при што биле откриени неколку картонски кутии прекриени со кеси и палта полни со цигари марка Монте Карло Блу со македонски акцизни маркички. Возачот не поседувал никаков документ за цигарите, што според неговата изјава биле набавени во магацин во Скопје. Соработката меѓу општините Новаци и Алмопија ќе продолжи и после завршувањето на проектот Жива историја, жива природа. Ќе продолжат да работат на уште еден проект кој ќе трае 15 месеци. Маја Богоевска. Во Новаци денес се одржа третиот поред координативен состанок меѓу општина Новаци и општина Алмопија од Грција во рамките на проектот Жива историја, жива природа, со цел да ја резимираат досегашната работа. Да видиме што имаме постигнато и што имаме завршено и што треба да завршиме. Овој проект трае до крајот на месец декември. Е пролонгиран од грчка страна мислам до март месец, а од наша страна веќе е завршен и ќе ги разгледаме и понатамошните можности за меѓусебна соработка, бидејќи имаме добиено еден и друг проект, исто така Жива историја, жива природа, продолжение на овој истиот, кој ќе го спроведуваме во наредните 15 месеци. Претходно имаа средба во Алмопија. Многу е добро да се напомене дека и двете општини географски се многу слични. Тоа значи дека општина Алмопија има околу 40 села или населени места, што е приближно ист број како со општина Новаци. И поради ваквата поставеност, овие две места имаат многу заеднички карактеристики и затоа соработката треба да се продолжи. Она што го потенцира градоначалникот како место за кое треба да се посети задолжително е Лутраки и господинот градоначалник сите ве поканува, односно не поканува да го посетиме тоа прекрасно место. Во рамките на проектот досега се реализирани 3 програми: реконструкција на мостот во Зовиќ, реконструкција на куќата на Калеш Андја во Старавина и реконструкција на црквата Свети Димитрија во Градешница. Она што преостанува за реализација е поставување на мапи за обележување на терените и издавање туристички водичи. Околу 93% од студентите не се согласувале да бидат екстерно тестирани. Скоро сите студенти не се согласуваат да бидат екстерно тестирани, покажала анкетата на порталот fakulteti.mk. Од вкупно 3703, само 277 или 7% од читателите одговориле дека полагањето државен испит во текот на студиите е праведно, додека останатите 3426 или 93% од студентите во Македонија се против ова и не го прифаќаат. Дел од студентите смета дека евентуално би било оправдано да има државен испит на крајот на студирањето по примерот на одредени факултети за кои се добива лиценца за работа, но не и во втора година, на средина од студирањето, пред се поради тоа што високото образование се оценува според кредит трансфер системот. Еве што донесува светот на Актуел. Борисов сака да формира влада за да ја спаси Бугарија од банкрот. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Божешките летни вечери, една од најдобрите занимации е да се гледаат филмови. Тера телевизија ги најавува своите филмски термини. Од понеделник до петок, вечерен филм на Тера на 10 минути пред полноќ. Во сабота и недела, попладневен термин за филм во 18 часот. Филмска програма на Тера телевизија. Вие ја гледате Тера телевизија. ГЕРБ победи на изборите во Бугарија.
Партијата на десниот центар ГЕРБ на поранешниот бугарски премиер Бојко Борисов е победник на предвремените парламентарни избори што се одржаа вчера, но на партијата ќе треба коалициски партнери за да владее. Централната изборна комисија на Бугарија објави дека од преброените 99% од гласачките ливчиња, ГЕРБ освоила речиси 33% од гласовите. Портпаролот на ГЕРБ ја отвали можноста за формирање на коалициска влада со социјалистите или со партијата на турците, кои заедно освои околу 15% од гласовите. Уште 5 партии влегуваат во собранието. Бугарин уапсен за верижниот судир кај Солун. Грчките власти објавија дека привеле еден бугарски државјанин под сомнение дека е виновен за тешката сообраќајна несреќа која се случи вчера во близина на Солун, а во која 4 лица загина, додека 20 се тешко повредени. Според првичните информации станува збор за возачот на камионот кој предизвикал трагедијата, во која беа оштетени 40 возила. Грчките полицајци соопштиле дека се уште не се идентификувани загинатите, но според првичните податоци животот го загубиле двајца мажи и 2 жени. Меѓу повредените пак има и едно 4-годишно дете кое е во тешка состојба. Сообраќајката се случила на патот кој ги поврзува градовите Солун и Верија. Весникот Süddeutsche Zeitung наведува дека Косово и Босна предводат во регрутацијата на джихадистите од Балканот, а истакнува дека во целиот регион се преземаат мерки кои предвидуваат и затворски казни. Германскиот вестник пишува дека како и во другите сиромашни балкански земји со висока стапка на невработеност и на Косово расте влијанието на радикалните сили и дека според проценката на Косовската безбедносна служба и американската ЦИА во војните на Блискиот исток има 150 луѓе од Косово. Вестникот пишува дека и покрај косовците има и најмалку 140 лица од Албанија, 30 од Црнагора и 20 од Македонија. Балканот, покрај западните земји со голем број муслимански малцинства како Франција, Белгија и Англија, стана една од главните области за регрутирање на борци за исламската држава и други терористички групи во Европа, пишува вестникот, истакнувајќи како пример Босна во која живеат 40% муслимани. Протестот во Париз против француската семејна политика собра 70.000 луѓе. Под мотото «Манифестација за сите» во Париз собраа 70.000 лица кои протестираа против владината семејна политика во делот за вештачкото оплодување, иако организаторите изброија дури 500.000. Целта на манифестацијата досега беше да се заштити семејството, додека сега таа е насочена против вештачкото оплодување или носењето деца од трети мајки, за хомосексуалните двојки или пак за воспитувањето и наставата на теоријата на родовите во училиштата. Францускиот премиер Мануел Валс неодамна најави дека носењето деца од трети мајки ќе биде забрането во Франција, но Франција не ја оспори во предвидениот рок пресудата на Европскиот суд на човекови права, која во јуни ја принуди земјата да ги признае за законски децата на посвојувачите, децата родени во странство од изнајмена мајка носител. Градењето на кула од луѓе или кастели е стара каталонска традиција која влече корени уште од пред 200 и повеќе години, а тоа најдобро се демонстрира на Тарагона над преварот во кула од луѓе, кој се одржува секоја втора година. Во надпреварот кој се одржа минатиот месец учествуваа најдобрите тимови од земјата, повеќе од 6000 луѓе. Секоја кастела каталонски збор за замок ја гради тим од 75 до 500 членови на сите возрасти, без разлика во полот, религијата, расата или социјалниот статус. Со ова се уриваат и социолошките разлики меѓу луѓето и поттикнуваат дружење. По логика, послабите и помалите членови се наоѓаат на врвот, додека тешкашите ја сочинуваат основата на кулата, а за да биде поинтересно, додека се крева кулата, музиката го следи целиот процес. Инаку Каталонија се наоѓа пред моментот за референдум за независност од Шпанија. Најмалку 2 лица загинаа, 5 мина се водат како исчезнати откако моќниот тајфун Фанфун денеска зафати големи делови на Јапонија, вклучувајќи го и Токио. Тајфунот Фанфон мина преку градот Хамамацу во централниот дел на Јапонија, соопшти Националната метеоролошка служба. Околу 2,7 милиони лица беа посоветувани да се евакуираат од своите домови, но повеќето предупредувања во меѓувреме беа повлечени, посочи агенцијата Кјодо. Уште се во сила предупредувањата за свлечишта од кал, што се формираа од надојдените реки и силните ветрови во некои делови на земјата, посочи метеоролошката служба.
Јавното предпријатие Стрежево објави повик за прибирање понуди на заинтересирани за збогатување на зимско-спортските содржини на ски терените на Нижеполе. Индикативни активности кои би биле дел од предлог програмата на заинтересираните субјекти треба да вклучат не помалку од ски школа за деца и возрастни, ски атракции, сноубординг, нордиско скијање и слично. Горе наведените активности се само индикативни и може да бидат дополнети со сопствени предлози од страна на заинтересираните субјекти. Ваквиот повик за пројавување интерес, како што стои во сопштенијето, не е законска обврска на ЕРПА Стрежево, но цена дека на овој начин се збогатуваат принципите на позитивно деловно работење и се сколемува транспарентноста на работење на јавните институции, тоест им се дава можност на што поголем број ентузијастички лиценцирани и професионални тренери, здруженија или друштва за зимски спортови да аплицираат со нивни програми кои ќе бидат евалуирани од страна на комисија формирана за овој повик. Крајниот рок за поднесување на пријавите е 15 октомври ова година. А сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Тичево? Следува временската прогноза за следните денови во Тичево. Овде е, почитувани гледачи, крајот на денешниот актуел. Повеќе информации на tera.mak. Пријатно.